Здраво и добродојдовте во уште една епизода од Клиника за труд. Денес ќе зборуваме од перспектива на бизнис секторот и реалните потреби на компаниите. Ќе зборуваме за тоа како податоците, технологијата и современите методи на анализа ја менуваат работата, но и што тоа значи за младите професионалци да влезат во свет кој секојдневно е воден од паметни одлуки и прецизни информации. Наш гостин е Огнен Огненовски, основач и управител на Target Group. Добродојдовте. Добро најдов и ти благодарам за поканата. За почеток, дали може да се представите на нашите гледачи кои сте вие лично, но и професионално? Па, ако бидејќи малце чудно човек сам да зборува за себе, обично слушаш како те представуваат други. Во кратки црти, обичен човек кој што го влече предприемништвото како водилка во некоја визионерска во животот. Од мали нозе сум сакал да работам со фирми, со компании, тоа и го студирав економија и позипломски предприемништва, така да сум татко на 2 деца, основач на 7-8 компании, главна фокус ми е бонитетната агенција Target Group, односно продуктот бизнес мрежа кој што го имаме, и работиме главно во сферата на податоци, на дата, иако повеќе компании се во тоа сфера на моето делување и дел имам учество во компанија Medium, IT компанија, компанија за организација на настани и така натаму. Така да во кратки црти предприемништво, работа со луѓе и работа на иновација, креативни идеи и така натаму. Тешко ли е да работите секојдневно? Не е ништо тешко, ако се мора и ако се сака. Се зашто викам ако се мора, бидејќи све што се мора велам не е тешко. Да. Љубовта кон нештото што сакаме да го работиме доаѓа можеби во втор план психолошки, бидејќи прво мораме да се, според мене, потрудиме да дадеме максимум во нешто што го работиме, а потоа и да се заљубиме во тоа, бидејќи многу е детски доколку тргнеме да работиме тоа што го сакаме најмногу, бидејќи тоа ни е во суштина пасија. Така да ако пасијата ни стане работа е во ред, но не секогаш е исплатливо да се водиме по нашата пасија, тоа да ни даде некоја поделка во работењето. Да, тоа како мотивација и дисциплина. Ако имаш мотивација, не значи дека имаш дисциплина, само мотивиран си. Најважната, да кажам, најубавата, најквалитетната вештина е како да се дисциплинираме сами себе и да ги дисциплинираме луѓето околу нас за да створиме нешто повеќе. Како изгледа процесот на анализа на пазар или продажба во Target Group од почетен бриф до она конечна препорака која што Многу убаво прашање, бидејќи датата на почетокот кога почнувавме со работење пред 10-12 години, ја имаше на секаде, но беше неструктурирана, беше во разни форми. Она што ние го работиме е структурирање на целосните датабази на податоци за компаниите од Македонија и регионов. И обично клиентите, односно компаниите кај нас, наискрено ќе кажам дека немаат точно структура како да го постават правилното прашање за да добијат квалитетен одговор. Ова ќе ти го поврзам со вештачкава интелигенција, сега сите користиме ChatGPT, нели, на дневна основа, и многу е важно за да добиеш квалитетен одговор како да го прашаш, бидејќи знае да халуцинира, знае да не те свати добро, така и со датата, нели, со податоците. Многу е важно компаниите да знаат што сакаат да добијат како резултат, значи да го постават добро прашањето, за да можеме ние во нашиот аналитички тим да го структурира во форма да им помогне да донесат одлука. Сега прашањето ти беше како ние го правиме тоа, го правиме низ форма на разговори со најпревен со компаниите, да ги утврдиме крајно нивните цели за тоа што бараат, се прават разни анализи, сегментирани сегментации на пазар и слично. Она што е главната наша најголема моќ и големина на компанијата, тоа што имаме повеќе од 15-20 години историјат на податоци за сите фирми. И многу е лесно кога имаш таков историјат да направиш некој probability што би се случило со одредена компанија, кога ги имаш историските податоци за компанијата за последните 15 години versus историски податоци за цела дејност, за цела индустрија, нели, за цела Македонија, за цела држава, и веќе доаѓаш до
сублимиран податок кој што компанијата ќе може да го искористи за носење на одлука. Тоа е нашата цел, да помогнеме со нашите податоци во оваа нова ера, да компаниите носат попаметни деловни одлуки, да не се водат од интуиција, туку да се водат од информации. Тоа е главната порака што ја испраќаме. Како гледате на иднината на смарт дейта во Македонија? Дали компаниите стануваат посвесни за задачењето на анализа и бизнес интелигенција? Благодарение на новите технологии, како брз воз се движат тие работи, бидејќи навистина стануваат све посвесни дека благодарение на информациите, односно на податоците, ние можеме да носиме било какви одлуки. Па ќе почнам најпластично, пред да излезеш надвор гледаш временска прогноза. Ако временската прогноза ти вика дожд, ќе треба да се спремиш да земеш чадор. Ако не, ќе наврнеш. Така и во бизнисот, ако работиш со одредена индустрија, ти треба да ја провериш индустријата. Како плаќа, кои компании се таму, компаниите со кои што соработуваш, дали се со блокирана банкарска сметка, каков раст имаат на приходи, дали имаат добивки или не, за да можеш да го процениш клиентот и да можеш да соработуваш со него. Ова не беше пракса пред 10 години, но во последниве, да речем 4-5, а сето тоа како експоненцијално да расте, е психологијата на секој предприемач полека навлегува сигурно во data-driven општество, односно секоја одлука по дефолт му доаѓа дека мора да ја донесе, која што е темел на основ на податоци. Обично предприемачите во Македонија, а и пошироко, се визионери, оние кои што гледаат 10-15 години напред, и она што го работат денеска го работат за да успеат за 10 на 15 години. Често не знаеме што прават, само они се разбираат во таа нивна визија, но и таму можеби е помалку потребно во визионерското работење податокот, но секако не е клучен, но за оперативно работење на било која компанија не можеме ние да се водиме по интуиција. Значи мораме да имаме информации, мораме да имаме податоци за да знаеме каква одлука да донесеме. И затоа ќе речем све повеќе одлуките кои што се носат на ниво на оперативни сектори кај нас во Македонија се носат врз основ на податоци. Но и сега ќе една паралела ќе ти направам за да ме разберат и да ме разберат и студенти и предприемачи. Доколку одлуката која што се носи, а е предприемач, нема информации, нели велиме на интуиција, но самата интуиција кај нас, луѓето, е составена од некаков статистички модел на нашето размислување. Велиме интуиција, така ти кажува срцето, така ти кажува стомакот, али во суштина тоа е начин на размислување. Значи, ако ние имаме повеќе информации за да донесеме некоја одлука, нашето интуитивно размислување ќе ги земе тие информации, ќе одлучи низ форма на тие информации. Значи, важни се информациите и податоците за да и интуицијата ни биде по-квалитетно, подобро. Многу интересно ова што го зборувате, дека претходно имавме гостинка која што зборувавме за жените во светот на лидерство, каде што спомнавме дека многу битна особина и карактеристика на жените интуицијата, дека женската интуиција е таа што води, да. И сега како зборував со жени се од перспектива на маж кога го се и некако разбирам усвери колку е различен светот на лидерството фактички. Има 3-4 типа на поемотивни се понежниот пол, но пак ќе кажам не дека нема емотивни мажи, не дефинитивно. Имаме некои 3-4 типа на карактер. Имаме човек кој што одлучува по дефолт од интуиција. Имаме човек кој што одлучува од анализа, он е аналитичар, нели? Да. Имаме луѓе кои што се логични, он бара објаснување на нештото за да донесе одлука. Ама на крајот на денот и логиката и интуицијата се сведуваат на информација, на податоци. Сака да никош не се. И јас ќе бидам многу побогат и поубава емотивна состојба кинем за да донесам емотивна, односно интуитивна одлука, ако јас се заангажирам да влезам внатре во податоците и да дознам многу повеќе за нив. Да, не сум размислила на тој начин дека всушност и таа интуиција која што имаш, можеби подсвесно е формирана од информациите кои што ги впиваш, дека не е тоа дека нигде никаде се појавила таа интуиција, согласувам. Кои се најчестите грешки што ги прават компаниите кога се подпираат на оваа интуиција наместо на податоци кои што ги имаат? Катастрофални. Значи, не често секој знае дека носи погрешна одлука во моментот, туку ја дознава отпосле. И затоа е уште потешката. Во бизнисот нема проштевање, како што постои, нели, доколку ми сгрешиш нешто ќе ти простам и така натаму. Во бизнисот владее правилото на
компетентност и конкуренција. Значи, ако ти донесеш неправилна одлука, конкуренцијата има исти изборни информации и податоци, ќе ја донесе правилната. Доколку ти не ја донесеш, едноставно позади конкуренцијата ќе бидеш, а тоа во индустрии кои што се тесно конкурентни е многу тешко и може да наследи пропаст на компанијата, стечај, ликвидација или да загуби сериозен број на вработени кои што ќе сакаат да си отидат поради лоша менаџерска одлука на тимот, например, не знам, да вработат луѓе и да ги постават да продаваат, еве да речеме, на многу лоша таргет група. И сега, ако ние не си го знаеме крајниот купувач и не анализираме точно на кого треба да продаваме, во суштина правиме незадоволни вработени, незадоволен менеджмент, слаби биланси, слаби приходи, слаба добивка и компанијата оди во пропаст. Доколку ние од друга страна со податоците правилно го сегментираме пазарот, знаеме на кого продаваме, ќе ги избереме најдобрите купувачи кои што може да ја платат нашата услуга, ќе знаеме каде се наоѓаат, ќе знаеме со кого треба да контактираме, ние ќе направиме позадоволни вработени кои што земаат провизија од продажба, пример, е многу мал сегмент кажувам како пример, и ќе имаме раст на бизнисот автоматски. Не одлучуваме интуитивно, ни јас мислам дека треба да работам со него. Не, ти не мислиш ништо, податоците размислуваат место тебе и ти ги даваат одговорите кои што треба ти. Ева исто како Мета, како Ads, кога пушташ, мора да си знаеш таргет групата на кого ги пушташ тие спонзорирани постови, дека не си ставил буџетот $300 да кажеме, кога ни $1 нема да си вратиш. Па мене не би требало да ми излезат шминки и работи кои што не ги користам. Ако некој погрешно ме таргетира, он ќе плати за тоа. Залудно ќе му отидат парите, апсолутно, да. И мислам дека некогаш таа интуиција е повеќе базирана на страв, него на вистинска интуиција, дека е многу мала границата помеѓу анксиозноста и стравот и интуицијата. Многу луѓе често сметаат дека интуицијата е уствари она што го чувствуваш во себе, а многу често тоа е уствари страв. И мислам дека компаниите прават некогаш што last minute што се вика одлуки во последната минута. Се слагам. А мислам дека интуиција всушност е страв и тогаш мислам дека се ствара таа катастрофална грешка. Најголемиот непријател кога се јавува стравот. Еве, јас сум разговарал со многу и луѓе кои што се занимаваат и со психологија и со успешни бизниси, стравот секогаш се јавува од непознат. Значи, ако не може да имаш страв од нешто што ти е познато. А најлошиот страв е кога тоа непознато ние му се спротивставуваме да го запознаеме. Ако ние сакаме да тргнеме да работиме нешто, а се водиме по интуиција без да навлеземе во сферата во која што работиме, многу сум сега не пластичен, треба да со примери да го објаснам ова, али за да ме разберат сите, ако сакаме да работиме со продажба на базени, ние мораме да научиме све околу нашата конкуренција, кои продаваат, зошто продаваат, кои се тие странски или се компании, наши ли си, имаме работници, немаме работници, колку коштаат тие материјали, колку се достапни на пазаров, колку време ми треба да го подготвам тој базен. Ако јас не направам сеопфатна анализа за да проверам сите одлуки, да ги однапред година, 2-3 измерам, јас ќе се запознавам со проблемот. И јас ќе тргнам во акција без страв. А ако јас тргнам во акција без ова да го направам, многу луѓе тргаат, така ми рекоа, супер, има бизнис во ова. Има. Ово има кафич, кафичот гледај пијат внатре 20 луѓе кафе, топе. И после тој кафич затвара. Бидејќи некој не навлегол во деталите и сршта на бизнисот да ги анализира, за да добие информација и да нема стравови, да може визионерски понатаму да го води тој бизнис. Кој би бил вашиот совет за студентите кои што сакаат да станат дел од оваа индустрија и да градат кариера заснована врз податоци? Кој би бил мојот совет? Еве да можете да си дадете совет на самиот себе кога сте. Па ова индустрија во која што сме ние, дата индустријата е нешто најубавото што може да им се случи, но многу сум субјективен, не сум објективен во ова и искрено ќе кажам, но може би мала објективност ќе дадам за да ме разберат зашто го зборувам тоа, бидејќи сум свесен дека секоја компанија во моментов, без разлика во која дејност работи, без податоци не може да постои. Па макар и трафика да е, она треба да прави анализа на тоа која е фреквенцијата на тие луѓе кои што доаѓаат, што најчесто купуваат, ако купуваат најчесто мастики, колку треба залихи да има на тие мастики. Значи, анализа на податоците е една од најклучните, би рекол, вештини во модерното општество за да ние напредуваме во било кој сегмент од нашето работење. Не е само во
во одреден сектор да речем овој сектор највеќе има потреба од податоци? Не, апсолутно во сите. А што би дал совет да учат ако ги влече и ги интересира статистика, SQL, односно датабази на податоци и да знаат дека од старт податоците се најдосадната работа во животот. Нема нешто подосадно. Но ако им поставиш прашање и паметно го формираш одговорот кој што треба да го добиеш што ја бараш целта, ќе се импресионираат сите какви заклучоци, какви одговори може да добијат со паметни поставени прашања. Ви благодариме многу, ви благодариме на прекрасните одговори и на советите кои што ги давате, се разбира, сигурна сум дека на многу студенти ќе им помогнат и многу ми беше интересно за оваа споредбена анализа која што се направивме и се согласувам дека во секоја област таа аналитика и дата на податоци е многу битна, дека еве да кажеме и двете најголеми платформи кои што се во моментов TikTok и Instagram имаат она аналитика да се видиш што најдобро ти што има најдобар перформанс и слично и тоа се клучните алатки кои што ти требаат за да се разлика дали имаш да кажеме бизнис профил, дали имаш приватен профил и слично. Значи за да еве ти се занимаваш повеќе со социјални медиуми, не дека ја не се занимавам, ја користам една друга социјален медиум LinkedIn, бидејќи B2B и таму ја го ширам она што сакам да го пренесам како цел, а тоа е значењето на информациите, значењето на анализите, но без при тоа, еве, зошто јас не сум на TikTok, а сум на LinkedIn. Едно основно правило. Анализирав и утврдив дека платформата, таргет групата моја е на кого јас треба да го пренесам она што го работам, е на платформа LinkedIn. Не ми е на платформа. Ако јас го потрошам моето време, а времето е најскапото, и го потрошам на TikTok или на Instagram, не дека не го трошам таму, но го трошам повеќе за приватни, многу помалку за бизнис цели, јас ќе го изгубам времето. Ако го изгубам времето, моето време прошло, некој што ќе го искористи попаметно. Ама и во реалниот свет, во секојдневниот, за пример, да кажеме од друштво да почнеме, мора да направиме анализа на кои се луѓето со кои што се обкружуваме, дали си го трошиме времето кога што кажете или све знае да биде така, но и е контрадикторно. Јас велам, во ништо не смееш да влезеш целосно толку многу да ја рамнотежата да ја нарушиш. Ако па влезеш премногу во аналитичност, влагаш во overthinking. И кога ќе влезеш во overthinking, ти веќе не можеш, парализиран се, не можеш да донесеш одлука. Значи ти треба да имаш доволно информации, квалитетни податоци за да донесеш информација, дали во животот, дали во работењето, за све. Значи ние дневно носиме над 500 одлуки. Дневно, како луѓе. Значи ние носиме одлука кога да тргнам за да дојдем во студиово, дали ќе најдам паркинг, ќе отидам таму, ќе направам ова, ќе се организирам сам со себе кога да јадам, кога да пијам кафе. Значи таа одлука ја носиме свесно или несвесно, зависи од моментот, но во суштина носиме одлуки секој ден. Зошто ги носиме тие одлуки, се е малце поширока тема, али во суштина поентата на ова ми беше дека интуицијата е таа за да не заштити, односно да ни даде визија, а податоците се тие да не приземјат. И треба да бидеме некаде измеѓу. Златна средина, да. Ниту да бидеме преинтуитивни, ниту да бидеме преаналитични, пошто едното и другото е ова е забегување со мислите, интуицијата и со тоа што мислиме дека не води, а ова не зацврстува толку многу на земја што ние не можеме да одиме натаму. Ви благодариме многу уште еднаш. Се надеваме дека има наредна прилика ќе ви имаме како гостин. Фала ти на времето. Ви благодариме на вас и се гледаме во наредна епизода. Чао!